почеток и до пратениците да пратат табер дека ќе го слушаат гласот на народот. Ова е порака до нив. Да не се остави впечаток уште на самиот почеток на владата дека не го слуша гласот на граѓанинот. Ние ќе бидеме упорни, без разлика да не се повторам која ќе биде нашата бројка. После овој протест ќе имаме координативно тело со сите градови каде што се протестира за понатамошните наши заложби, акции, како ќе бидете благовремено известени. Додека ќе протестирате? Ќе протестираме до крај. Додека некој ќе протестираме се додека некој не прими да го слушате нашиот глас, да разговараме. Значи ја праќаме абер. Немаме намера да се откажиме. Бараме средба. Бараме како луѓе да разговараме. Ова некој да не те прима уште на самиот старт, верувајте, многу лошо. Ќе се направи голем револт и кај синдикатите, и кај граѓаните, кај сите буквално граѓани без разлика да не се повторувам на верска национална припадност. Ние немаме намера да се откажиме од овој протест, бараме преговори. Преговори во држава која е членка на НАТО и која аспирира за Европска унија мора да постојат. Ние не бараме нешто фата Моргана некоја. Бараме чисто да ги вкрстиме аргументите. Некој ќе каже дека е мало покачувањето на струјата. Не е точно. Во време на корона криза, во време на годишни одмори, ја качија струјата. Сите се сме сведоци. Нека се запрашаат господата што прават тие граѓани што се преку 30.000 што остана без своите работни места. Кај нас секој ден се јавуваат. Секој ден граѓаните остануваат без работа и сега уште да се оптеретат со дополнителни трошкови. Ние тоа нема да го дозволиме. Кои ќе бидат нашите активности? Значи не сакаме да блокираме раскрсници, не сакаме да правиме неред во државата. Меѓутоа, ако некој не испровоцира, ќе бидеме приморани да настапиме пожестоко.